Почитувани представници на медиумите, ќе поставиме неколку прашања до надлежните во меѓуопштинскиот центар за социјални работи Прилеп. Зошто касни исплатата на сите права на социјална помош, кога истата претходно беше исплаќана месец за месец? Зошто е премногу долг периодот за решавање на предметите на барателите на правото за остварување за помош и нега од друго лице, а имаме примери на нерешени предмети од 2009 и 2010 година? Како тоа сега предизборно се најдоа пари за еднократна парична помош, а претходно немаше пари? И за оние кои сега се делат, прашуваме по кои критериуми. Зошто на голем број баратели со решение им е укината постојаната парична помош, која е за лица без средства за екзистенција и неспособни за работа, иако истите навремено имаат поднесено документи за обнова на правото, односно неоправдано долго чекаат на решавање? Како тоа баратели на правото на детски додаток, постојана парична помош и социјална помош од управата за јавни приходи не можат да добијат уверение за остварени приходи ако претходно не ги подмират сите обврски за данок? Зошто стотици семејства, корисници на правото на социјална парична помош, неоправдано беа симнати по основ на приходи од вршење на земјоделска дејност и производство на тутун, односно му беше утврдуван бруто приход наместо чиста добивка? Случајот со одземањето на парична помош на дете со церебрална парализа во Прилеп, за жал, е само еден од многуте на кои можело да им се помогне и на друг начин. Каде се челниците на ДПМН и дали слушнаа за овој случај? Патем кога редовно излегуваат да се поздравуваат со граѓаните, дали ги забележуваат и малите деца питачи кои ги има на секој чек? Какви мерки превзетоа за да ги згрижат? Македонија е социјална држава, а граѓаните не чувствуваат социјална правда. Имајќи во сето ова во предвид, СДСМ во програмата предвиде многу мерки за достоинствен живот на граѓаните. Почитувани сограѓани, ви ветуваме. Сите видови социјална помош ќе ги зголемиме за 40% и навремено ќе ги исплаќаме. Ќе воведеме државна социјална пензија за сите лица постари од 65 години. Создавање социјални населби и СОС продавници. Нови центри за сместување на бездомници и жртви на семејно насилство. Решавање на проблемот на стечајните работници. Ќе овозможиме докуп на стаж до 5 години. Ќе дадеме субвенции за сметки за електрична енергија и набавка на огревно дрво за поголема категорија на граѓани. А во делот на заштитата на работничките права ви ветуваме. Ќе доделиме субвенции за вработување на ранливи групи, како стечајци и повозрасни лица. Ќе воведеме најниска плата во износ од 9000 денари. Ќе вршиме усогласување на пензиите на секои 3 месеци. Ќе го воведеме проектот поблиску до прв стан. 5 милиони евра годишно буџетски средства за субвенционирање на камати за стамбени кредити. Ќе ги ослободиме од плаќање на социјални придонеси. Во период од 1 година, сите кои се невработени повеќе од 6 години, како и сите млади до 27 години, при нивно прво вработување. Почитувани, новата влада на СДСМ, после 5 јуни, нема да создава нови проблеми, туку ќе ги решава. Ви благодарам.